Добро вечер. Вие сте со За или против во овој редовен термин веднаш по централниот дневник. Ви ветувам одлична дебата и разговор секако за една болна тема младите во државата и селувањето се поголемо, односно што прави или не прави државата сега и изминатите децении за тоа да го спречи. Според бројките гледаме дека практично и сите декларативни изјави и заложби на власта која и да е актуелна предходна не вродила плод, бидејќи истите се алармантни и младите ни се изливаат. И некаде на средина меѓу оваа одлука на младите да заминат од Македонија и она што го прави или не го прави државата за да ги задржи или одврати од таквата намера се универзитетите кои од една страна се надеваат на млада сила, на млада енергија која ќе треба да ја подготват за пазарот на труд, кој пак треба да ни донесе подобро место за живење, да ни ја унапреди државата и од друга страна да екзистираат или да останат на ова парче земја како универзитети кои имаат и финансиски проблеми, односно финансиски предизвици, но и треба едноставно да постојат, бидејќи нема држава без образование, едноставно кажано, ниту пак уште помалку без универзитети. Вечерва имам задоволство, а претпоставувам ќе биде и взаемно со публиката на За или против, да разговарам со двајца ректори од два универзитети, би рекла веќе и регионално позиционирани, бидејќи некогаш дисперзираните студии застапени во почесто во помали места, односно во повеќе градови, сега се некако сведени на два клучни. Од мојата десна страна е ректорот на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски, Игор Неделковски. Добро вечер, ви благодарам што прифативте да бидете во За или против. Добро вечер, со задоволство. Од мојата лева страна е ректорот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, господинот, односно професор доктор Дејан Мираковски. Благодарам што сте дел од За или против. Добро вечер, со задоволство. Секако вечерва немаме За или против варијанта, но имаме опција да разграничиме искрено, вистински, ќе се насочиме да ги задржиме младите тука или со делувањето или декларативното делување, а не делувањето на терен, уште повеќе ќе ги избркаме, условно речено, можеби е вулгарен глагол, но секако дека тоа ни се случува, младите бегаат буквално од Македонија. Од вас почнувам, ректоре Неделковски, политиката колку е тука клучна во целата оваа системска проблематика на одлив на мозоци, образованието, универзитетите на средина. Можат ли универзитетите без политика и колку таа реално е уште позасилено присутна сега последниве години или пак полека некако решава да ги остава универзитетите сами на себе? Еве на пример. Апсолутно мислам дека универзитетите се целосно деполитизирани, посебно со новиот модел на избор на ректори и други раководни функции, кои што се на општи избори, веќе не е можно директно влијание на политиката врз универзитетот. Единствената зависност на универзитетот кон државата е финансиската зависност, доколку, иако има во законот предвидени механизми како и таа да се реши, доколку и тоа се реши, тогаш можеме да зборуваме за комплетна академска слобода. Бидејќи сега е на ниво на настава, на ниво на селекција на кадар, на ниво на развојни планови, но не и финансиска. А без финансиска што год да планираш те так на крајот. Значи повторно е некаква политичка финансиска зависност. Не би рекол дека е политичка, дека некој може да влијае, да речи да не се предава овај предмет или да се вработи овај професор или онај професор или зошто овај ја критикувал власта или опозицијата. Тоа се веќе минато, веќе не постои механизам. Единствено што може, што немаме независност, тоа е финансиската, бидејќи сме дел од трезорскиот систем и за се бараме согласности од две министерства, од образование и од финанси. Да, и тоа ги одолговлекува процесите. Не само што ги одолговлекува, сме тотално зависни, бидејќи што год да вие планирате како развој, може некој службеник или политичар да ви речи
нема доволно пари. Финансиската независност е да државата одвои пари колку што може. Македонија е сиромашна држава, ние не можеме да очекуваме на ниво на западните земји, но тие пари од кога ќе ги одвои, само да врши контрола да не се злоупотребат, а не да кажува толку ќе потрошите за компјутери, толку за пенџери, толку за врати. Што одиме до детализирање, се сведеме, универзитетот е сведен на класична буџетска институција, министерство, управи или што веќе друго нема во државата. Ректоре Мираковски, оваа состојба, од друга страна младите се заменуваат, од трета страна имаме приватни универзитети кои си имаат своји предизвици и проблеми, меѓутоа се де факто лојална или не конкуренција, зависно од тоа како ги добиваат акредитациите и како во целата таа констелација успевате еве како универзитет во Штип, кој што го покрива целиот тој од прилика регион на Источна Македонија, да издржите? Па не го гледаме како конкуренција, посебно не ги гледаме приватните универзитети како директна конкуренција. Не би ни коментирал за лојална или не. Приватните имаат, ние имаме сосема различен принцип и начинот на функционирање на нашите универзитети се базира на 3 столба, не е само бројот на студенти, ние имаме и научно-истражувачки активности, а и обштествена одговорност кон средината во која што функционираме. Нашиот принцип е сосема различен. Сметам дека за сега успеаваме да го задржиме интересот на младите, но за жал, како што спомна и колегата Неделковски, функционирањето е делумно ограничено со покомплицираните административни процедури, што оттежнува реализација на одредени проекти кои што ние ги имаме зацртано. Во секој случај мислам дека со добар пристап на реализација на по-компетитивни програми, подобро пренесување на знаењето и вклучување на тие дополнителни столбови што испомнав, и обштествената одговорност и научно-истражувачката работа, мислам дека нашите универзитети имаат доволно стабилност и функционираат сосема солидно во условите во кои се наоѓаме. Ајде да бидам уште малку по-конкретна или по-директна во прашањето. Она што последниве години е интересна тенденција, за нас можеби се уште не е толку болна, но очигледно дека со оглед на демографската стратегија која еве на пример Словенија си ја прави за себе, одливот на македонски студенти таму под капата на субвенционирани студентски програми е сериозно атрактивно. Од друга страна, приватните, како што еве велите, не се лојална или не се воопшто конкуренција. Зошто младите треба да одберат да бидат студенти на универзитетот, еве, Гоце Делчев во Штип? Зошто да не одат во странство или да не одат на приватен универзитет? Младите се динамична, денешните млади се многу динамични, а од друга страна светот станува некако глобално село, во кое што многу полесно се комуницира, многу полесно се движат. Меѓутоа сметам дека ние нудиме доволно квалитетни или сосема современи програми кои што им овозможуваат да стекнат знаење кое што утре ќе им биде компетитивно, односно ќе можат со тоа знаење да се пробијат на пазарот на трудот, да изградат солидни кариери. Покрај тоа, ние нудиме висок степен на достапност, комуникација по повеќе канали, работа директно во соработка со фирмите, практична работа, работа во лабораториите, им овозможуваме целосна активност во научно-истражувачките процеси без никаков дополнителен надомес. Верувам дека дури мислам дека сме компетитивни по знаењето што го трансферираме со сите регионални универзитети и сметам дека младите имаат можност да научат, можат да добијат знаење кое што ќе им ја задоволи потребата во идниот кариерен развој. Во крајна линија и трошоците за студирање се многу пониски, независно. Точно е дека се субвенционирани, многу држави ги субвенционираат студентите како и Словенија, но сепак трошоците за живот, за патување се далеку повисоки од тоа што го имаат кај нас, посебно со регионализацијата. Трошоците се уште далеку поприфатливи доколку студираат во нашата држава. Во крајна линија се дома со своите и мислам дека
Сигурен сум дека Македонија е убава земја, има што да понуди во комбинација со добро знаење, со добра трансферна знаење. Сметам дека нашите универзитети се и прилично прифатлива или опција која би требало на вистина сериозно да ја разгледаат. Одлични пораки, затоа сте и тука вечерва, впрочем, бидејќи Претис Алфа е општествено одговорна да се бори за државните универзитети да го имаат приоритетот во нашата земја, во Македонија, потоа се натаму и затоа треба да студентите да веруваат дека и тука има местото, и тука има иднината. Ректоре Неделковски, вие споменавте финансиска независност, па ме заинтригира моментот, можно ли е воопшто тоа да се изведе? Можно ли е сами да функционирате како универзитети кои сте во различни региони, сепак за Скопскиот е друга приказна, нели, централно подречје и така натаму, можна е финансиска независност и како? И дали воопшто никако стратешки може би сте ви побарале да понудите проект тоа да се направи, сте понудиле може би проекти како универзитети? Да, апсолутно. И на Битолскиот, и како постар универзитет, и Штипскиот како поголем универзитет денеска, се типични регионални универзитети. Регионалните универзитети се основа за регионалниот развој на Европа. Ако не се стимулираат регионалните универзитети, доаѓаме до јужноамериканско сценарио. За ваша информација, GDP-то на Мексико е за 50% поголемо од на Македонија. На Бразил е двојно поголемо. Квалитетот на животот е ужас, бидејќи се е концентрирано во тие градови мегалополиси и тука сега се ова криминал, сообраќајни проблеми, еколошки проблеми, се закрчува веќе се функционирањето на градот. Јас бев сведок кога доаѓав денеска, врнеше силно околу после пладне, сообраќајот блокиран во централно Скопје. И ако државата не најде механизам да субвенционира студирање надвор од главниот град, доаѓаме до опасност да имаме концентрација на млад кадар во главниот град. Квалитетен кадар носи нови бизниси носат потреба од нови работници, можеби не високо образование, и се шири едно место и потоа станува неодржливо. Словенија, ја спомнавте, е пример за регионален развој, каде што имаме децентрализација. Универзитетите се основа за регионалните универзитети. Тоа не се универзитети каде што ќе студираат најголемите научници. Не се такви универзитети, не се ни регионалните ни во Англија, ни во Германија, ни во Франција. Таму е Сорбона, Оксфорд, Кембридж. Тоа е висока наука. Но тие студенти што студираат на Оксфорд, на Кембридж, на Сорбона, кај год да ги одат, тие ќе се снајдат, бидејќи имаат квалитети надпросечните. Нашата мисија е да нормалните луѓе, нормални просечните студенти ги образуваме квалитетно, за да не мора да се селат од дома. И тука ние можеме да понудиме квалитетни проекти и нудиме. Ако имаме финансиска независност, ќе бидат и уште поквалитетни тие проекти, али тоа е мене ми е омилена тема, треба да се пристапи во државата кон позитивна дискриминација. Се што е како инвестиција надвор од главниот град, да се стимулира, да се субвенционира, а со тоа ќе се растерети и сообраќајот, и екологијата, и криминалот во Скопје. А ќе живеат и другите. Ќе живеат. Значи, не, тоа е концентрирано во еден-два големи града е класично јужноамериканско сценарио, каде што земјите воопште не се сиромашни. Нека биде овој апел до надлежните, да. И тука јас тоа ми е омилена тема, каде што викам дека стипендиите за студирање треба да се поголеми, доколку се студира дома или се студира во Штип, во Битола, во Тетово, за да се дестимулира. Еве, да не должам, во Македонија има 52.000 студенти моментално,
од минатата година статистика има изваено, годинашниве не им се обработени. Од тие 52.000 студенти, 30.000 и нешто студираат во Скопје. На УКИМ, на приватните универзитети и Мајка Тереза, тоа е повеќе од 60%. Од тие, ако предпоставиме дека половината не се родени во Скопје, тоа значи 15.000 луѓе се паметни, млади, во периодот кога треба да основаат своји семејства, да најдат вработување, ние ги носиме тука, остануваат. Од една страна имаме другите региони одат надолу, а Скопје како централа се неприродно се зголемува. Ја би сакал да се надоврзам на оваа дискусија. Имено тоа ќе ми беше прашањето. Одлична дискусија. Кога имате поставеност и надвор, ние можеме да креираме и во одредени сегменти на научната работа, научното истражување, можеме да креираме и центри кои што се надпросечно способни, односно имаат капацитет да прават истражување од повисок ранг. Тоа ви овозможува да имате паралелно, зависно од подрачјето, да имате на повеќе места системи кои што функционираат извонредно и овозможуваат да постигнете и развој во одреден правец. Ако не знам, работиме во развој на некоја современа индустрија, да го развиеме со помош на универзитетите и да тие центри станат утре регионални хабови од кои што ќе се носи во целост развојот на општеството. Целиот тој процес, мислам дека и веќе до некаде у некои сегменти е воспоставен, као што Битола има специјалност во одредени струки, Штип има извонредни капацитети во одредени кои што не се само на национално ниво на државата, туку и на регионално ниво сосема компетитивни, и сметам дека тој пристап на поддршка на универзитетите и рамномерен развој е основата ако сакаме да ги задржиме младите. Кога сме кај тоа, ректоре, реално младите исто сакаат да слушнат и што, и веќе се запишам, например, на УКЛО или на УГД, и потоа што, каде ќе продолжам да работам. Од тој аспект ме интересира на одскочена даска или спрегата која постои меѓу универзитетот и приватните компании во околината на Штип. Имате ли соработка, имаат ли перспектива младите да учат пракса, да можат да се вработат? Веднаш по студирањето, да речем. Тоа е уште една мотивација апсолутно, плюс. Апсолутно. Во денешни услови има недостиг од високо квалификувани, има недостиг од било каква работна сила во државата, посебно во одредени струки има побарувачка за сите студенти кои што се запишаат, речиси сигурно, доколку сакаат да ја реализираат кариерата и да работат кај нас, ќе го добијат работното место. Ова е важно да се зна. Веќе и приходите, односно примањата, стануваат се по-примамливи. Во споредба со порано, платите на младите инженери се далеку подобри, платите на младите лекари се далеку подобри. Да не ги дискриминирам, сите струки имаат можност да се реализираат многу повеќе отколку во претходните години. Ние имаме соработка со многу компании кои што речиси го исцрпуваат и ги ангажираат студентите дури во трета, во четврта година, ги ангажираат да работат за нив. Такви примери. Порано директно соработката беше на некој начин еднострано. Универзитетите бараа од компаниите да ги примат студентите на пракса, сега некако работа се сврте. Компаниите бараат од универзитетите студенти за да работат на пракса, да ги видат нивните можности и да ги ангажираат доколку студентите или идните дипломци го посакаат тоа. Мислам дека, као што спомнав, во сите струки веќе е така, речиси да нема струка која што во моментот не е интересна на пазарот. Без дискусија, некои од нив за жал и заминуваат многу брзо после дипломирањето надвор, посебно медицинските гранки се екстремно мобилни, лесно се движат, добиваат признавање на дипломите надвор од државата, не само медицинските, сите струки, и инженерските, и генерално лесно ги реализираат целите, се вработуваат надвор, но верувам дека сепак тука кај нас има доволно
простор, доволно работни места кои што ќе им овозможат развој на кариера, бидејќи компаниите, голем дел од компаниите веќе работат по некакви други принципи, западни принципи во кои што се цени повеќе трудот. Сметам дека сосема солидна кариера може да направат и во регионот во кој што се наоѓаме. Да, ќе се служите дека вашите функции се функции кои што се сатисфакциона за секоја една индивидуа која чекорала, скалило, поскалило висока и е задоволство да се стане во одреден момент прв човек на еден универзитет. Особено кога станува збор за региони кои не се за подценување, односно не се мали во принцип, но ајде еве на истото прашање би сакал одговор и од двајцата. Ректоре Неделковски, што правите за да ги задржите младите да не си одат од Македонија? Значи, тука ние како универзитет имаме долгорочни активности и во минатото, но посебно сега. Започнавме со една кампања, нели, инициирана на песна "Само дома си е дома". Значи, овозможуваме нивно вработување или поврзување со стопанството и нестопанството во текот на студирањето. Тоа законски беше и досега можно, меѓутоа можеби нашите интерни акти не беа толку усогласени. Од оваа есен, доколку Сенатот нормално ги усвои актите што ги предлагаме, почнуваме со две новини. Наместо ние да одиме во фирмите, фирмите да ги викнеме на нашиот универзитет. Овозможуваме да вежбите, практичната настава и онака кубуриме со асистенти заради лимитираниот буџет и согласности за вработување. Што е страшна информација исто така. Да ја изведуваат стручњаци од праксата. Тоа законот го дозволува, ние пропишавме интерна регулатива сега, каде што стручњаци од праксата ќе доаѓаат, ќе држат практична настава во училниците на универзитетот и обратно, воведуваме и дуално образование, практичната настава да се смета за реализирана и во фабричките хали или канцеларии. Ако добро ме разбрав, рековте дека сигурно поврзување со стопанството, односно Зошто е битно тоа? Значи дека секој еден, доколку е волен, ќе се најде работа виднаш по студиите. Она што го каже колегата Дејан. Тоа сакам да го нагласам ова, бидејќи разочараноста кај младите е точно ова. За квалитетни работници има и за неквалификувани, но и за високо квалификувани. И кога јас доаѓам, матичен факултет ми е факултетот за информатички и комуникацијски технологии, каде што е уметност да најдете студенти во 4-та година да слушаат, бидејќи се сите вработени. Сите се вработени. Кога имате 21 година, кога ќе ви се понуди опција дека тука, дома, кога вашата мајка уште ќе ве пери, вашиот татко уште ќе се откажува од многу работи, ќе ви ја дава колата да возите, а вие си печалите. се мажат женат, тука некаде. Така и тоа, а вие си печалите, си работите, многу помалку размислувате за заминување во странство. Битно е студентите да не се случи да завршат и да се чудат што со себе. Тогаш заминуваат. Немаат каде, немаат што и заминуваат. Сега ситуацијата во државата е драстично променета. Фирмите, како што рече Дејан, работаат веќе на меѓународни принципи, бараат работници константно. Не сме ние што ги молиме нив, тие не молат нас. И ние сега сакаме да им отвориме, да влезиме во една хармонија меѓу универзитетот и индустријата. Јас стално велам индустријата се однесува и на нестопанството, бидејќи имаме потреба економисти, правници и така натаму, и бизнисот, ајде ќе речам, да уште во студирањето заеднички ги едуцираме кадрите и уште во студирањето тие почнат да бидат на пракса или вработени или одма после дипломирањето, така ако имаат пристојни услови за живот,
помалку ќе размислуваат за заминување. А тие најдобрите и да заминат во странство, ние и да сакаат да заминат, не можеме да ги спречиме. Заминуваат германци во Америка, американци во Австралија. За тие најдобрите и е битно да не ги прекиниме врските, бидејќи тие потоа ќе бидат тоа основа е на развојот. уште друга тема која заслужува многу внимание, IT индустријата во Битола, повеќе од половината менаџери и собственици се македонци кои што работеле во некаде или се уште таму работат, ама основаат своји фирми или се вратиле, значи тие биле она што викаме надпросечни, имаат квалитет, нив не може никој да ги и никој пат не можеле. Значи гледајте научниците светски како Светот има граници. Да, нема. Али да ги држиме врските за да потоа тие се вратат, инвестираат, отвораат фирми, ни пренесат знаење. Господине Мираковски, истото прашање за вас со оглед на тоа што сакам да покажеме дека на вистина универзитетите во Штип, во Битола се обидуваат со сите сили да направат се за младите да останат. Значи, што прави конкретно УГД? Ние имаме веќе слична пракса од малку порано воспоставена на директна соработка со компаниите. Тоа е на некој начин континуитет подолг период. Во последно време активноста на компаниите драстично се зголемува, односно нивниот пристап кон младите и кон универзитетите, да таа пракса им овозможува, таа соработка им овозможува да се вклучат не само во работата да учат во практични услови, туку и заедно со нас да работат на одредени развојни проекти, да работат на научно-истражувачки проекти. Ние се трудиме да им овозможиме директен пристап, да сега добивме и развиваме Makerspace, така наречен, односно лабораторија во која што ќе можат студентите да стигнат до прототип кој што самите го замислиле. И целосно под менторство ќе пробаме, под менторство на искусни професори, на стручњаци од праксата, да заедно работат на реализација на нешто што може да се направи. И јас сум сигурен дека и Македонија има капацитет да им овозможи на младите што имаат добри идеи, да ги реализираат тие идеи и да направат производи што се компетитивни и регионално, па и на светско ниво, како што спомна колегата Игоре, светот е глобално село. На некој начин ние се движиме многу, младите се движат многу повеќе, но тоа не значи дека не треба тие бизниси да им бидат базирани тука и ајде на некој начин дома си е дома, да останат во Македонија, да ги развиваат и нивната околина и општеството уцелина. Дополнително, универзитетот има и центар за кариера, кој што сега ги подигнува капацитетите да пробаме да направиме поквалитетно поврзување помеѓу фирмите и студентите кои што се некаде надвор, кои што успеале у своите кариери, да направиме поголеми тимови за соработка. Како што спомна, веќе имаме континуитет у директната соработка со стопанството, и од тоа стопанството црпи многу инженери се на раководни позиции, многу лекари веќе се покажуваат како многу компетентни лекари во болниците и во државните и во приватните болници. Одредени истражувања веќе се водат од наши млади кадри, што е задоволство да го гледате и мислам дека тој процес допрва ќе се интензивира, бидејќи порано компаниите, ако ги молевме да пратиме студент на пракса, сега тие ја плаќаат праксата за да ги видат добрите студенти или им даваат услови да работат во болниците на многу повеќе од порано, за да може да ги согледаат капацитетите и сами да си креираат кадар, бидејќи и здравството кубури, како и сите други гранки кубури со кадар, бизнис компаниите, да не бидат само индустриските, но бизнис компаниите исто така кубурат, така да сметнам дека веќе воспоставените врски со дополнителните алатки, во моментот работиме и на софтвер за млади таленти препознавање, у кој што младите од средните училишта со нивните професори оставаат информации за нивните успеси, награди, интереси и слично. Тоа е нешто што го немало до сега, например. Го немаше како пристап, тоа се
новини, некој малку помлада генерација имаме во раководните тимови на повеќе позиции, тоа се новини кои што во моментот се работат, меѓутоа веќе имаме околу 500 апликации на екстремно талентирани деца кои што имаат успеси од музика, уметности до хемија, физика, технички науки, кои што ќе им овозможат кога ќе ни овозможат на нас заедно со нивните наставници и нивните родители да креираме на пример истражувања кои што се од нивен интерес или да ја поддржиме уметничкиот развој доколку го сакаат тоа. Верувам дека тој пристап од помали да ги мотивираме да соработуваат со универзитетот уште од средно училиште ќе ни овозможи да добиеме за нијанса поквалитетни студенти и од тие студенти да направат кариера која што е достојна за убав квалитетен живот и во нашата држава. Кажавте многу интересни работи кои верувам дека се и финансиски предизвик за да ги овозможите да се направат сепак креирање на прототип, понатаму центар за кариерен развој, сето тоа е на некој начин оптеретување, но она што го знам од комуникација со младите, еве ќе си дозволам вака уште кратко на вас да се задржам. Она што го знам од младите е дека ваквите можности на пример на УКИМ ги нема. На универзитетот во Скопје, па многу скопски млади луѓе, скопјани идни студенти и актуелни прават трансфери, одат во Штип, не за тоа што е полесно, туку за тоа што им треба предизвикот од овој тип. Зошто на пример е тоа така? Не би сакал, мислам, ја не знам кои капацитети ги имаат колегите на универзитетот во Скопје, слични капацитети мислам дека имаат на ФЕИ таква слична лабораторија, иако ние можеме да се пофалиме како помали универзитети, можеме да пружиме малку поголема достапност. Кај нас е полесно да дојдете и до професор, системите на комуникација се многу полесни, начините на организација ни дозволуваат да оствариме директна соработка со младите. Веројатно тоа е една компетитивна предност во однос на поголеми институции. Ама ќе се сложите, извинете што ве прекинувам, релативно, така да мислам дека одредени компетитивни предности веќе ни дозволуваат да ги заинтересираме и младите од главниот град да дојдат. Што не е лоша тенденција, но чисто сепак во насока на децентрализацијата. Ако не се лажам, пред неколку месеци беше токму да прогласен, односно истакнат како успешен проект од страна на Microsoft. Дали е тоа во време на пандемијата, кога онлайн предавањата беа и испитите и тоа беше еден апсолутен хаос, верувам дека ќе се сложите и обајцата со тоа, но ајде сега да видиме, ентузијазмот ли е само решението за еве да успее еден угода во Штип да направи од себе такво издигнување на ранг листа на Microsoft? Еве УКИМ на пример не беше, не сакам да правам негативна компарација, но сакам да прашам од каде е мотивираноста? Од каде е ентузијазмот? Зошто го нема на сите универзитети? Зошто не е зошто не е сервисот професорски, еве условно речено, кон студентите секаде ист? Зошто е поголем ваму не? Спомнавме прво, нашиот универзитет е помлад универзитет, релативно структурата и организацијата е различна во однос, на пример, поголемите универзитети не се директно, еве конкретно универзитетот Свети Кирил и Методи не е интегриран. Кај нас сервисите се интегрирани, имаме дигитални сервиси за сите услуги кон студентите, значи имаме индекс кој што им овозможува и на студентите и на родителите и да ги следат трошоците, да вршат плаќања, да и родителите да ги следат и трошоците и оцените, доколку тоа им го дозволат младите колеги, кои се полнолетни, се разбира. Да. Меѓутоа имаме некои сервиси кои што овозможуваат таа пристапност. Тоа што го спомнавте, Microsoft не издвои како успешен пример за брза транзиција кон онлайн наставата во условите на пандемија. Ние подолг период универзитетот уште од самите почетоци е дизајниран со соодветна инфраструктура и со кадар, и ние имаме соработка, подолгогодишна соработка со Microsoft, која што ни овозможи да на некој начин претходните активности пред пандемијата ги искористиме да многу брзо се трансферираме со алатките на Microsoft
тоа не вклучува само Teams како платформа, во таа платформа беа вклучени и SharePoint и други алатки кои што овозможуваат да складирате материјали, да комуницирате со студентите во реално време на различни начини, некаде околу многу брзо се генерира над 11-12 000 предавања имаше у тој период, над 100.000 часа видео, аудио, околу 40-50.000 часа видео материјали, значи беше една огромна работа од претходно започната, некако брзо се канализираше и навистина сметам дека и денеска ни е добра основа да ги користиме тие придобивки и стекнатото знаење за полесен и поквалитетен трансфер на знаењата кон младите. И јас се надавам дека ќе продолжиме во тој правец, бидејќи дигитализацијата е основа за идниот развој. Друго, не е само ентузијазмот. Целосната структура на универзитетот дозволи да релативно брзо се прилагодиме на тие услови. Сметам дека имаме и инфраструктура доволно добра и сега инвестираме во таа инфраструктура да ја засилиме и да ја прошириме. Се надевам, за жал, со кадровската, не само компаниите со кадрите имаат проблеми и универзитетите, релативно тешко е да задржите високо квалификувани млади луѓе кои можат кариерата да ја продолжат во многу подобри услови отколку што може да ги понудиме. Ние имаме ограничени финансиски можности. Јас се надевам дека тоа ќе успееме, или таа финансиска независност ќе ни даде ние како универзитети да креираме посебен пристап кон младите кадри кои се врвни и кои што треба и мора да ги задржиме да работат на универзитетите. И од IT секторот, и од научно-истражувачкиот аспект, сите млади кои што заслужуваат да останат, да можеме да ги задржиме и да им понудиме добри услови. Ректоре Неделковски, ваше следниот збор, но мораме да правиме куса пауза за реклами. Почитувани, се надавам дека сте тука и ќе останете, особено младите кои размислуваат или се двоумаат дали треба овде да продолжат иднината, односно на кој универзитет со оглед на тоа што уписите ќе започнат или некаде и се во тек. Како и да е, останете тука, продолжуваме со дебатата веднаш по кусата пауза. Добре дојдовте назад, втората половина на вечерашната дебата или разговор со моите двајца гости во за или против, како младите да ги задржиме дома, зошто си одат, зошто го бираат излазот од земјата наместо да си останат во татковината. Двајца ректори на помали универзитети, меѓутоа од она што досега го слушнав, а не знаев, ентузијастички и амбициозно работат и им овозможуваат перспектива на младите. Некој можеби ќе рече дека вечерашната емисија е помалку како промотивна или можеби реклама, но како национален медиум треба и сме општествено одговорни да испратиме пораката дека младите треба да студираат на државните универзитети и не по секоја цена да заминуваат од родното место. Вечерва во за или против се двајца ректори на УГД Дејан Мираковски и на УКЛО или Битолскиот универзитет Игор Неделковски. Ректоре Неделковски, вашиот збор, имавме една забелешка, ја прочитав за време на рекламите на социјалните мрежи кои ги примаат пораките од гледачите додека оди во живо политичкиот магазин, велат некако премногу розово звучи целава приказ на Гоце Делчев универзитетот, Свети Климент Охридски универзитетот, велат ајде да кажете причината зошто сме каде што сме на Шангајската листа. Омилена тема. Значи, на Шангајската листа се рангираат 500 најдобри универзитети од 30 и нешто илјади колку што ги има во целиот свет. Да се очекува со овие инвестиции во наука, значи многу јавноста, знаете, многу лесно е да се квантифицира. И тогаш ова е прв, ова е втор. А кај сме ние, леле за никаде сме и така натаму и така. Не постои рангирање врз база на едукативната компонента. Се рангира единствено
научната компонента. Науката е базирана врз истражување. За истражувањата се потребна опрема, кадар, што ќе речи и пари. Ако се извадат специфични вредности, бројот на објавени трудови и рейтингот споредено со инвестициите во науката, јас тоа нормално не можам да тврдам, меѓутоа сигурен сум дека ќе видиме во подобрите во Европа. Да, Македонија беше лидер во регионот. Од 30.000 универзитети во светот, со овие инвестиции, да очекувате дека ќе бидете меѓу првите 500 е исто како да очекувате Пелистер, Брегалница или Вардар дека ќе играат во лига на шампиони. Истата е таа споредба. Ние, како регионални универзитети, треба да се задржиме на регионалната компонента, на регионалниот развој. За жал, тие листи често се користат за шиканирање, повеќе и препукување. Не би рекол политички воопшто прво шангajskата. Ќе кажам, дозволете само да кажам еден во понеделникот. Добро. Потпишавме договор за соработка со универзитетот во Кожани во Грција. Имаме долгогодишна, имаме повеќе проекти, сега овозможуваме заеднички студиски програми и така натаму, голем исчекор напред. Ректорот на универзитетот, кој што беше мој гостин, кажа дека тие добија инвестиција од 30 милиони евра само заради таа, значи универзитетот во Кожани воопшто ниту е некој на шангajска листа, ниту Грција има овај националниот технички универзитет и националниот и Каподистријски универзитет на Атина, универзитетот од Солун во Аристотел е добар, значи и тука сега имаат супер модерна опрема, супер модерни згради, 30 милиони во прва фаза, уште ќе има инвестиција државата. Зошто? Заради процесот на праведна транзиција, кој што Грција го завршува во 2028. Ние сме на почетокот. Што значи праведна транзиција? Регионот на Кожани е базиран на јаглен. Она што е Битола и Кичево со рек Битола и Осломи, тоа беше Кожани, Птолемаида. Таму процесот на трансформација од јаглен на други извори на енергија привршува. Ама најлесно беше да речи државата, случај сега овие што тука ќе му најдем работа во Солун, во Атина, во Германија, не, за да ги задржат луѓето во тој регион, што наеднаш се сменува структурата, рекле, ќе инвестираме. И на тој начин ќе ја кренат и науката. Науката не може да оди одгоре надолу. Науката оди оддолу нагоре. Треба првен да имате добро образование, кое ќе извади едуциран кадар, кој што ќе има услови, не само никој за пари не се вработува за голема плата никаде во светот во наука, ни во Германија, ни во Франција. Го води љубовта кон науката, но бара ресурси, бара лабораторијска опрема, бара помошен кадар за да може и можности за научни истражувања финансиски. Да, финансиските кај нас, значи е рак рана науката. Имаме, мислам дека се вртеше таму кога се носеше овој буџет 0,17, 0,20 така некако и тоа е години уназад тој процент. Мислам дека европската негде на ниво на Европска унија е околу 1%, целта е 3% до некој таргет 2,50 или не ме држете за збор. Ние тука каскаме и не можеме да бараме високо рангирани универзитети. Но не е страшно. Ви реков, рангирањето се врши само, а посебно шангajската листа. Во шангajската листа имате критериум број на нобеловци вработени. Ние имавме за викендот нобеловец во Битола, го избравме за почесен професор, ама не е вработен. Значи имате број на вработени нобеловци во вашиот универзитет. Да, сериозен критериум. Имате број на објавени трудови на таа некоја топ листа од 180 најврвни
Или нереален списања. Тоа не можеме да го очекуваме, ви реков. Тоа е како исто да барате зошто Пелистер, еве да не речам Вардар или Брегалница, зошто Пелистер не игра во фудбал во Лига за шампиони. Ректор Мираковски? Тоа се прескапи, се согласувам дека науката е релативно скапа работа и ние за жал кога се споредиме по инвестиции, не знам дали знаете, меѓутоа веројатно стотиот на листата некаде е со буџет над милиарда евра од универзитетите. Се работи за истражување кои што се далеку над нашите можности како држава у целина. Највисоко рангираните од регионот се релативно големи универзитети. Белградскиот универзитет е екстремно големен и има голем успоредба со се што има кај нас, вклучително и универзитетот во Скопје. Веројатно ние сите заедно немаме толков број на истражувачи колку што има само Белградскиот универзитет и имаат неколку центри на извонредност што се на вистина центри од светски размери. Поради што и се на таа листа. За жал, ние по капацитет сме под тоа. Меѓутоа, ако ги споредите листите, има листи, има неколку листи кои што вклучуваат и други параметри, освен научните истражувања. Меѓутоа, на тие листи ние котираме некаде, еве, ако се 30.000 универзитети, нашите се движат 2-3.000, 4.000, што значи ние сме од 10 до 15%, 10 до 15% во 10 или 15% на светско ниво. Ако земете, ја не знам и нашата држава во кој друг сектор е на 10 во 10% или 15% од државите, значи релативно аутпутот на универзитетите не е толку слаб колку што сепак ние мора да знаеме дека сме ограничени по капацитети и ако сакаме да се развие државата на вистина и сите други држави кои што се развиле, не знам, земите го примерот на Кореја или на било која друга држава која доживеала побрз раст во пократок временски период, е да инвестираме жестоко во образованието и науката, бидејќи само тие креираат дополнителна вредност на одреден догледен рок, нема да се случи преку ноќ, меѓутоа со повеќе инвестиции ќе креираме повеќе паметни луѓе кои што можат да ги развијат сите дејности во кои што работат. Го препознава ли тоа државата? Колку ви помага, условно речено, за ова да го изреализирате? Велите да се освестуваат или да се освестат дека инвестицијата во образованието е клучна. Колку реално еве препознавате дека се освестени? Па за жал нашето општество немаше фокус према образованието и нема на назад подолг временски период фокус према образованието. Меѓутоа мислам дека некако гледаме дека науката е важна. Еве ако ги земеме назад да се вратиме на примерот пред 2-3 години со пандемијата, у која што науката не извади од проблемите и ни овозможи да некако продолжиме да функционираме без оглед на различни мислења. Науката беше таа што овозможи релативно брзо да се генерираат и потребните вакцини и лекови и да се на некој начин контролира пандемија која што ризикуваше да го сопре светот. Многу брзо успеавме у однос на претходните проблеми што ги имале. Ако пред 100 години, пред да го измислат пеницилинот, се умирало од банални инфекции, ние сега имавме голем предизвик од кој што релативно брзо излегнавме и верувам дека некако и во нашето општество созрева мислата дека науката е важна и е основа за развој. Образованието и науката ќе овозможат луѓе кои што утре ќе ја водат земите. Ние немаме други ресурси со кои што можеме да се компарираме, не знам, немаме трговски рути, мориња и слично, меѓутоа луѓето се најважниот ресурс кој што треба да го креираме и ако креираме образовани луѓе, верувам дека и тие ќе се снајдат во светот во кој што навистина динамично се менува и имаме некакви шанси да направиме едно просперитетно општество. Затоа и сигурен сум дека и на општеството, а и политиката ќе мора, нема друг избор, ќе мора да подржи многу поголеми инвестиции во образованието и науката. Препознавате ли, господин Неделковски, промена
во однос на пристапот политиката на државата, реалните освестувања дека во образованието мора уште повеќе. Да, апсолутно препознава. има веќе, а тоа е мотивирано од потребата на индустријата која притиска за поквалитетна работна сила. Но вин-вин ситуација е само кога државата ќе ни дефинира маргини. Ние тука во Македонија може би го влечиме тој синдром од екс-Југославија, од синдромот каде што се очекувавме државата да ни го регулира и стан да ни даде и не знам што и вработување и така натаму. Често се повикуваме на државата. Јас како ректор би бил најсреќен државата да ни кажи колку може да одвои, да ни го кажи колачот колкав е и ние потоа сами да ги креираме развојните програми, а државата само да не контролира нормално, да не се злоупотреба државните Не е ли средства. тажно, господине Делковски, што ваков апел треба сега после 3 децени држава да се испрати, бидејќи таква свест мораше да постои многу поодамна? Не е ли тажно што сега треба да ги повикуваме да дефинираат маргини, да едноставно свесно издуваат буџети, да речат да, еве ви ги парите, Значи, менаџирајте ги, има два еле. Јас мотивирајте. годинава славам 30 години некој јубилеј на универзитетот. Вработен сум 1993 година, без ни еден ден прекин на стажот. Значи никаде не сум заминал на некое друго работно место во овие 30 години. И често и јас се запрашувам во најтешките години за државата. Ембарго од Грција, проблеми со членството во Обединетите нации, нејасната иднина на државата, имаше порелаксирана финансиска слобода на универзитетите. Ке тргнам од вработувањата. Дали ако некој се пензионира професор, деканот, тогаш универзитети не беа интегрирани, деканите, факултетите беа правни лица посебно, деканот одлучуваше, си замина професорот X, распишувам конкурс да се вработи асистентот Y. Денеска професорот заминува во пензија, ние се обраќаме до Министерство за образование да ни го одобри барањето, потоа Министерство за финансии да ни каже дали може да се финансира место што до вчера било финансирано. Тоа започна со ставањето некаде, мислам дека беше од 2000 и некоја година, универзитетите во трезорскиот систем. Јас си кажав на почетокот, универзитетот, науката се третира како да е министерство или државна агенција, каде што за се сега треба до детално да имаме водење од централно ниво, поставки по сето тоа, и тоа го гуши. Го гуши бидејќи ние знаеме ако видиме дека имаме одредена предност во одреден сегмент, ќе инвестираме или потреба. Сега го спомнав процесот на праведна транзиција, го очекуваме барем во регионот на Битола. Би инвестирале во кадри за преобука на енергетика, на информатика и така натаму. Но ние сами не можеме. Ние треба да се обратиме до некој службеник, тоа да го разгледа, па потоа да го однеси кај министерот за одобрување, и тоа се додека не се реши таа финансиска автономија, не можеме нешто многу, и затоа и често зависиме и од странски пари, и од странски проекти. Мада и тие ни се проблеми. Да, повелете дополнета, ректор? Зборувам, значи трезорското работење е ограничувачко од аспект на буџетските средства, но трезорското работење не блокира и од аспект на средствата од сопствени приходи, донаторски проекти и така натаму. Сето тоа е во иста капа и е главно повеќе не дека немаме соработка, него повеќе министерства кои се вклучени, понекогаш таа мисија станува пребирократизирана и не можете речиси и да сакате нешто да завршите, да имате за тоа одобрување. Ние имаме постапки за избори и така натаму. Во една фискална година не може да се заврши, до година се брише. Универзитетите не се административна
институција мора да имаат многу поголема слобода и круцијално за развојот е да се обезбеди поголем степен на финансиска независност, на планирање на средствата или планирање на подолг рок и побрза замена. Ние не можеме да ги привлечеме младите кадри ако треба да чекаат 2-3 години вработување. Така, без за да никакви имате можности за финансирање. Или пак дури и од собствени приходи не можеме да извршиме финансирање без оглед дали ги имате, а ги имате средствата обезбедени. Тоа е релативно практично клучниот сегмент ви е под контрола Значи, што на... се случува? Ние 2-3 години наукло сме имали по асистенти, односно демонстратори, биле во звање демонстратор по 5-6 години за минимална плата. Значи, тука е тоа, значи, што е проблемот? Тие брилјантни умови не се нешто серијски, па секоја година имате по 3 такви студенти и вие ако годинава не добиете согласност за вработување, ај в година ќе дојди. Од време на време се јавуваат млади кадри со желба кон наука. Јас спомнав преге, никој никаде во светот не оди да работи во наука заради мотивот, единствен мотив парите, да, се битни, Така, но не е никој единствен мотив. не е единствен, никаде нема, во ниедна институција, вклучувајќи најбогатите универзитети во светот. И сега вие се појавува некој студент или студентка со извонредни перформанси, со желба да работи на универзитетот, не сака да оди во некоја фирма подобро платена, бидејќи има слобода, академска слобода, нема фиксно работно време, слобода на размислување, слобода на движење и така натаму. И вие му велите, ајде првата година, ај сега ќе те земиме демонстратор, ќе ти плаќаме по некоја смешна сума, почекај в година може ќе земиме согласност, ќе те вработиме. В И година три пати пак го нема да правите има. И колку години таа млада личност ќе стои, што се вика, ни на небо, ни на земја и ќе се одлучи да си го бара својата иднина или тука во локалната индустрија или некаде во странство. Јас како велам сум имал повеќе такви примери каде што асистенти или асистентки, прекрасни млади личности, биле демонстратори на моите предмети одреден период и рекле, извинете, професоре, веќе Не имам можам семејство, едноставно веќе да имам издржам, да. веќе ова, не можам да Тоа е издржам. клучно да обезбедиме универзитетите можат да бидат и тој трансфер да генерираат многу поголем број на млади луѓе кои што навистина имаат капацитет да работат не само у научни истражувања, у било која работа да ги собереме и многу полесно да се трансферираат кон некои поголеми компании, значи да ги задржиме да работат на универзитетите и у втор па и у трет циклус на студии. Универзитетите ќе добијат поголема научна продукција, поголеми научни истражувања, општеството ќе добие подобри услуги за решавање на одредени проблеми ако ги дедицираме истражувањата во зони кои што се од интерес за нашата држава. Ја мислам дека финансиската независност, поголемиот степен на финансиска слобода и планирање на подолг рок за финансирање на универзитетите ќе овозможи да бидеме генератор на поквалитетен кадар, кој што и многу поброен, кој што ќе ги преземе идните активности или раководење со сите процеси и во индустријата, и во целиот бизнис сектор, па и во општествените дејности. И на тој начин, бидејќи беше сме тргна од апсолутно на прашањето, крај, нели, не готови сме, тоа е времето секогаш брзо тече. Од гледачите и на тој начин може да се зголеми и рейтингот. Научни трудови не пишат професори пред пензионирање. Тие менторираат. Научни трудови пишат млади Младите, докторанти, перспективни. асистенти, доценти. За жал, докторските студии се рак рана, бидејќи не само што не се платени, туку и се самофинансирани. Секаде во големите универзитети, во големите држави постојат буџети со која докторантите не само што се ослободени од школарина, односно државата им ја покрива, туку и добиваат и плата додека се на докторски студии да
се посветат на наука и потоа како доктори да влезат доктори на науки, да влезат во стопанството, во нестопанството, И па и да во едукативната дејност да генерираат нови кај нас нови се млади сведува луѓе. докторирањето само на асистенти. Ви благодарам многу за гостувањето вечер. Во времето многу брзо ни истече. Остана куп непоставени прашања, како и да е. Мислам дека на крајот на денот во име на вас, двајца ректори, на крајот од емисијата ќе им порачам на младите да си останат дома, да останат во Македонија, да студираат на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, да студираат на Битолскиот Свети Климент Охридски, да студираат на државните универзитети УКИМ, се разбира, во Скопје и секаде низ државата каде што имате можност да се реализирате како идни академски граѓани, не заминувајте, останете тука, перспектива има за сите оние кои се сакаат земјата и сакаат да работат на крајот на денот, пред се да учат, а потоа и да работат. Ви благодарам што не следевте, останете на Алфа и убава вечер.